Во рамките на традиционалната манифестација Денови на пролета, Денови на екологијата, градот Скопје го распиша јавниот конкурс за избор на еколошка компанија. Најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубав уреден двор на куќа, зграда и стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и средни училишта. Целта на конкурсот е да се промовира и да се популаризира грижата за животната средина и за природата. Пријавувањето на овој конкурс трае до 15 мај. Добре дојдовте во неделното издание на Урбаните вести. Од 1 септември се воведува средно образование во општина Илинден. Започна изградбата на нова улица во Стопански двор која ќе поврзува општина Ѓорче Петров со коридорот 8. Се обезбедуваат станови за млади брачни парови. Зошто постои генерацијски јаз меѓу родителите и младите? Благодарение на изградбата на новото модуларно училиште во општина Илинден од 1 септември годинава се воведува средно образование. Во ова училиште можност имаат да се запишат 68 ученици во 2 паралелки за електротехничка струка. Од 1 септември годинава во општина Илинден за прв пат ќе се воведе средно образование, благодарејќи на изградбата на новото модуларно училиште. Во новото средно училиште Илинден, согласно конкурсот за запишување на учениците во јавни средни училишта за учебната 2013-2014 година, издаден од Министерството за образование, ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки за електротехничка струка. Од нив половина ќе може да се запишат во паралелката за електротехничар за електроника и телекомуникации и 34 ученици за електроничар за компјутерска техника и автоматика. Учениците кои ќе сакаат да конкурираат за упис во средното училиште треба да исполнуваат минимум 55 поени. Пријавувањето ќе се одвива во 2 уписни рока, во јуни со 2 пријавувања и во август со 1 пријавување. Изборот на насоките што ќе се реализираат во новото средно училиште е резултат на успешната соработка на локалната самоуправа и бизнис секторот во општината. По сеопфатната анализа за потребите од соодветни кадри за стопанството во општината, произлезе изборот на средното училиште кое ќе профилира кадри кои што веднаш по завршувањето ќе бидат оспособени да се вклучат во производствените процеси. Воведувањето на средното образование во општина Илинден представува уште еден во низата успеси во образованието и образовниот процес во оваа општина. Во населеното место Стопански двор во општина Ѓорче Петров започна да се гради нова улица која ќе поврзува општината со коридорот 8. На улицата се поставува атмосферска канализација и ново улично осветлување. За овој проект од буџетот на општината ќе бидат издвоени околу 37 милиони денари. Ивана Митковска. Општината Ѓорче Петров продолжува да ги спроведува ветените проекти од изборната програма. Екипи од ЕВН и Телеком започнаа со дислокација на електроенергетската мрежа и поставување на нови бандери на новата улица во Стопански двор. Новата улица ќе ги поврзува населените места Новосело, Кисела Јабука, Волково и Стопански двор. Истовремено таа ќе биде главна комуникација на овие населени места, со заобиколницата кон коридорот 8 во правец на Тетово и коридорот 10. Кој ќе биде главниот спој на овој рурален дел со обиколницата во Ѓорче Петров. Улицата ќе биде широка 7 метри со тротоари од по 2 метри на двете страни, во должина од 1200 метри. Новата улица во ова населено место ќе се користи како излез од општината Ѓорче Петров, преку која граѓаните директно ќе можат да се приклучат на обиколницата. Градежните работи ќе ги извршува градежното предпријатие Илинден од Струга и градежното предпријатие Бетон од Скопје. А за овој проект од буџетот на општината ќе бидат издвоени околу 37 милиони денари. Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, подржана од Министерството за образование и наука, го објавуваат конкурсот за најдобар средношколски медиумски производ. Изрази се преку медиумите на тема "Можеш да придонесеш, активирај се и помогни во заедницата". Проектот има за цел да ги охрабри средношколците да бидат активни граѓани и да учествуваат во општеството преку различни волонтерски активности во и надвор од училиштето. Средношколците може да бидат вклучени и да придонесат
допринесат во широк спектар на области во локалната заедница, како што се помош на ранливите групи и нивно интегрирање во општеството, заштита на животната средина, зачувување на културното наследство, почитување на културните различности и други теми од јавен интерес. Проектот го вклучува користењето на медиумски технологии со цел младите луѓе да ги развијат своите таленти и креативни вештини. Високата школа го реализира конкурсот "Изрази се преку медиумите" 5-та година поред. Средношколците може да се пријават на конкурсот со едноминутно видео, фотоприказна или есеј. Медиумските производи треба да прикажат примери или да дадат идеи како средношколците учествуваат, односно може да помогнат и да придонесат во заедницата. Конкурсот ќе трае до 21 април оваа година. Проектот е поддржан од широка платформа на медиуми и компании кои покажуваат исклучителна општествена одговорност со поддршката на средношколците кои јавно ќе го искажат својот став за актуелните случувања. Најдобрите медиумски производи ќе бидат наградени со лаптоп, камера, фотоапарат и стипендии за студирање на високата школа. 10.000 станови ќе обезбедат покрив над глава за околу 20.000 нови жители во аеродром. Станува збор за 4 висококатници кои се во изградба, но и за планираната изградба на 50 згради на местото на воените бараки во Стар аеродром. Елизабета Дамјановска. На булеварот Србија кај последна петка и на трета македонска бригада се градат 42 катници во кои што се обезбедуваат станови за млади брачни парови. Освен на овие места, 4 висококатници од по 42 ката се градат на булеварот Србија, а во наредниот период ќе започне и изградбата на 50 згради на местото на воените бараки во Стар аеродром. Општина Аеродром планира во наредните неколку години на нејзина територија да бидат изградени 10.000 станови со цел да се обезбеди покрив над глава за младите брачни парови. Надлежните објаснуваат дека ваквиот потек е неопходен со оглед на тоа што општината е едно од најпривличните и најбараните места за живење. Потребите на граѓаните ќе се задоволат и со нови градинки, игралишта, нови паркови, училиште и нови паркинзи, а првиот човек на општината, Ивица Коневски, изјави дека општинската власт работи на подобрување на патната инфраструктура на општинските улици. Ние како општина работиме на секундарните патишта, на асфалтирање на секундарните патишта, тие веќе се во финална фаза, веќе се пред завршување, нивното асфалтирање е во завршна фаза. Очекуваме дека до крајот на овој месец целосно да бидат завршени новите патишта и тротоарите, така што со изградбата на и со до изградбата на булеварот Асно, автоматски максимално ќе им бидат подобрени сообраќајните услови на жителите во овој дел на општина Аеродром. Генерацијскиот јаз е главна причина зошто денес родителите и младите се движат подалеку едни од други. Денеска животната средина е многу изменета, така што и самиот стил на живот и размислување кај децата автоматски е променет. Иако родителите се обидуваат да им дадат до знаење што е добро, а што лошо, денес децата не го сакаат тој така наречен диктаторски стил. Андријана Димитриевска. Се поставува прашањето што е причината за генерацијскиот јаз кој владее помеѓу родителите и децата. Дали тоа е грешката на родителите или причината лежи во генерацијскиот јаз? Ваквиот јаз во основа е создаден од страна на самите луѓе. Најчесто родителите не зборуваат со своите деца сами по себе и ретко кога споделуваат мислење со нивните деца. Денешното време ги доведува родителите да се презафатени со своите обврски и работни места, па за жал да немаат време да се посветат до тој степен до кој е потребно за квалитетна комуникација со своите деца. Тоа е тој дел кој во голема мера влијае врз огромното растојание помеѓу двете генерации. Доколку пак од друга страна родителите им даваат на своите деца дел од нивниот зафатен распоред, тогаш не би ни дошло до вакви проблеми или негативна атмосфера во семејството. Денешното време налага пријателско поставување на односот родител-дете, разбирање на потребите на детето, ставање на неговото место и прифаќање на неговите потреби за целосна среќа и хармонија како во семејството, така и кај самото дете. Од друга страна, основата на последните случувања во технологијата го забрзува севкупниот развој на секое поле, па дури има влијание и во семејството, од аспект на повеќе време поминување пред компјутер, отколку квалитетен разговор внатре во семејството и подобрување
подобрување на интерперсоналните врски. За разлика од денешните помлади генерации, оние постарите во едно така наречено побавно време, каде основата на живеењето била далеку помалку комплицирана, а и човекот кога е научен на одреден начин на живот, прилично е тешко да се прилагоди на новите трендови, барања, стилови, како и мислења, односно да се создаде целосно нов стил на живот. Психолозите советуваат, согледано од целосен аспект, без разлика на која генерација некој припаѓа, секогаш мора да се земат во обзир размислувањата на другите, без разлика дали од насока на помлади кон постари или обратно. И самиот генерацијски јаз би бил многу полесен доколку самите луѓе кои се дел од него размислуваат пошироко, доколку се во тек со новото време за живење, со нови барања, новите движења, но при тоа истовремено секогаш и секаде моралните вредности да останат исти. Во вториот дел на Урбаните вести ќе гледате. Македонската фудбалска репрезентација забележа пат од 10 места на најновата FIFA ранг листа. Актуел, Енхатвај не се откажува од актерството. Македонската фудбалска репрезентација забележа пат од 10 места на најновата FIFA ранг листа. Спортските вести се веднаш по рекламите.